civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Она што е сега важно е, особено во контекст на оваа енергетска, економска криза, па и во контекст на војната во Украина, е да се обезбеди стабилност и решавање на проблемите на граѓаните. Тоа е интересот на граѓаните, а не дневната политика и личните и партиските калкулации кој колку пратеници би добил ако има предвремени избори. Бидејќи на крајот дури хипотетички и да има нови избори, а сите знаеме дека кога има избори не само што десетици милиони евра ќе потрошиме за избори, туку и стагнира едноставно целиот општествен живот и економски и политички, бидејќи некои законски обврски се такви во периодот на предизборието, не работи ниту парламентот, не може да се спроведуваат некои тендерски постапки и така натаму, значи и бизнис секторот е во една незавидна позиција во исчекување на тоа што ќе се случува понатаму. Дефинитивно тоа не е нешто особено што сега во ваква ситуација ни треба, бидејќи сега треба навистина сериозно и одговорно да се решаваат проблемите на граѓаните, бидејќи состојбата, ситуацијата генерално е таква што бара навистина секојдневен одговор на одредени проблеми кои што се случуваат. Ние знаеме дека се случи, например, зимата проблем со топлинското снабдување на граѓаните во Скопје. Значи, што ако се случи таква ситуација во период на избори, кога никој не може да реагира? Тоа се сериозни прашања. Мислам дека ние некако премногу се занимаваме со дневна политика, со популизам и со партиските рейтинзи, а не ја гледаме суштината и она што граѓаните го бараат и го очекуваат од нас. Решавање на нивните проблеми. Еве и да се случи да имаме избори, да има и промена на власта. Што ако следната, да победи сегашната опозиција да формира влада? И сегашната власт би била опозиција. Ако и тие продолжат со блокирање на процесите, со блокирање на носење на закони, како што гледаме дека сега се случува, каков бенефит од тоа ќе имаат граѓаните? Значи, ќе бидат во истата позиција, само ќе бидат променети улогите. Тоа не е интересот на граѓаните. Граѓаните јасно праќаат порака дека бараат одговорно однесување конструктивно од сите чинители. Бидејќи на крајот, секогаш одговорноста на оние кои што се дел од мнозинството и владата е поголема, неспорно во однос на опозицијата, но и пратениците од опозицијата имаат одговорност пред граѓаните кои го дале гласот за нив. Бидејќи очекуваат од нив решавање на проблемите, а не блокирање на решенијата на проблемите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.